Постои ли некој што не го препознава овој автомобил? Forting T5 Evo од марка на Dongfeng. Автомобил што го смени начинот на кој што македонската сцена гледа на автомобилите од производителите од Кина. И навистина модел од историско значење. Со него луѓе почнаа повеќе да се интересираат за тоа какви навистина се автомобилите од овие производители. Почнаа да ги засега дали автомобилите што ги произведуваат марките во Кина навистина се добри автомобили. Сепак станува збор за автомобил од 30.000 евра. T5 Evo досега има привлечено повеќе стотици купувачи, секако со изгледот, со просторноста, со комфортното возење, богатата опременост, со пријатното секојдневие воопшто. И со моторот од Mitsubishi. Но T5 Evo беше само почеток на приказната. Следното поглавје по T5 Evo Forting го почна една друга марка на Dongfeng Aeolus. Aeolus Mage, тоа што го смени Mage, освен изгледот, динамичниот и напреден изглед, сосем несвојствен за сликата што ја имавме дотогаш за изгледот на автомобилите од кинеските производители. Го смени тоа што внесе динамика, возачко уживање, врвна динамика, со мултилинк задна оска, со спортски нагодено подвозје и пак со моторот Mitsubishi. И ако некој се прашува што друго смени Mage, го понуди сето тоа по цена под Forting T5 Evo. Третото поглавје и третото продолжение на поглавјето што го започна Forting T5 Evo му припаѓа на овој автомобил. Aeolus Huge од сосем друга марка на Dongfeng мотор. Тој е 5 см подолг од Mage, изгледа позрело и има повеќе класични зафати во изгледот. Меѓутоа, што менуваат те 5 см? Кога и самиот Mage со тоа што го нуди, со просторот што го нуди, ние и повеќе од доволен. Но како и вообичаено, како што е правило кај производителите од Кина, изненадувањето следи во внатрешноста. Тие дополнителни 5 см во должината на каросеријата навистина се чувствуваат во внатрешноста, затоа што се сведува на меѓуоскеното растојание. Тие 5 см плюс одат во корист на меѓуоскеното растојание, а со тоа и на просторноста на кабината. И ги има тие 5 см повеќе, секако е значително повисок од Mage и е фантастично широк. Кога прв пат ја поставив камерата за да снимам со GoPro, па морав да зумирам, се чини дека 5 см е поширока кабината, но изненадувањето кај Huge не е во тоа што е додадено чисто 5 см повеќе, туку е во отменоста. Се е изработено, па би рекол, по пример на европски модел од премиум производител. И да го видиме повторно на дело овој мотор кој што веројатно придонесе луѓе да пристапат со многу повеќе доверба кон овој производител. 1.5 литарскиот мотор кој што потекнува од Mitsubishi, меѓутоа е усовршуван, да не долго влечува многу, стартување на копче, бензинец. И тоа што знам од претходно, T5 Evo, истиот мотор T5 Evo, меѓутоа, како што спомнав, има усовршување, знам дека сврти високо, знам дека сака вртежи и супер празно е тука, да видиме. Значи, уште веднаш по старт ќе ве увери, првото што ќе ве увери е дека преносните односи со карактеристиките на моторот, со карактерот на моторот, јас го нарекувам, се совпаѓа совршено. Сака вртежи, дефинитивно. Не е мотор кој што гледате како се мачи кога ќе го свртите над 4000 вртежи, туку сака, гладен е за вртежи. Немам контроли за рачно менување на степените. Турбо надполнење, 1.5 литарски мотор, 1.5 T-Mach го нарекуваат Dongfeng, и неодамно објавија дека изведбата на овој мотор, која што е приспособена за работа во хибриден погон, односно и во приклучен хибриден погон, дека постигнале шампионска ефикасност, а тоа значи степен на ефикасност од преку 48%,
Тоа значи дека од енергијата во горивото толку се грубо кажано, грубо објаснето, толку се претвора во корисна работа. Тука над Арачиново се покажува како работи погонската спрега, значи моторот и менувачот како се надополнуваат едно со друго во услови на променлива динамика на возење со умерено темпо. Тука е метеж, се чувствува пријатно нагодена погонска спрега. Тука е на горнина, одве нешто повеќе од 1700 вртежи, 50 има метеж пред мене, меѓутоа си повлекува добро, значи добро, уште рано произведува висок вртежен момент, висока вредност на вртежниот момент. Максималната вредност е постигна од 2000 натаму, тоа се 305 ньютон метри, значи моќност која што е близко до 2-литерски турбодизел. Менувачот е 7 степен со двојна спојка од Getrac и се чувствува дека има нешто посебно во овој менувач. Тоа што плени е брзината на менување на степените, точно погодените моменти на менување, на префрлување од повисок во понисок степен. Нема никаква трага од електрификација во погонската спрега, чисто бензин. Оваа платформа, различно од таа на Forting T5 Evo, е нова генерација на платформа која што меѓу другото нуди и можност за изведување приклучен хибриден погон, целосно електрична изведба, чуда цели и повлечкање по споредни патишта, која што е далеко од малтретирање и тоа е уживање. Одвај, чекате да се приклучите на автопат. Залудно е добар мотор, ако и менувачот ја расипе целата работа, ако не е дораснат менувачот. Тивко е. Ќе забележите следно што ќе забележите како уште еден дополнителен квалитет покрај се што има квалитет и не го фалам залудно моторов е тивката работа. Да видиме првото отчитување на вредностите. Тука сум кај Страцин, просечна потрошувачка 7,9 литри на 100 километри. Вистина е дека возев малку подинамично затоа што ова моторче едноставно ве тера да го враќате во живот постојано. Навистина се потврдуваат квалитетите на моторот како патувачка машина, како тивка, култивирана, смирена, а сега гледам дека е тука негде и се движи во насока на штедлива машина, економична машина. Полн е со изненадување ова Хјуџов. Тука во средишна конзола си најдов еден вртлив прекинувач на кој што имам можност да избирам дали да биде економична програма, дали да биде паметна програма, значи да се приспособува работата според режимот на возење, и имам спортска програма. И веднаш се менува нешто. Значи менувачот веднаш враќа еден степен подолу, го зголемува нивото на вртежи, воланот добива помала поддршка од електричното серво, значи добива многу поддиректно чувство, буквално како да подзбеснува Хјуџов. А тука имам, на дисплејов имам и една функција која што се нарекува Driving Fun. Сега тоа е малку ситно напишано и добивам 8 степени на спортското чувство, на тоа колку да биде спортски карактерот во возење. Ова е во првото ниво, значи се почувствува промена, меѓутоа да видиме што ќе се случи во највисокиот степен. И еве, значи, тука веќе навистина збеснува автомобилот. Веднаш добивате по-бесна, по-директна реакција на педалата за газ. Значи, ако претходно требаше 3 сантима да ја притиснам педалата за да прифати, сега е доволно и најмало допирање на педалата за газ за да реагира моторот. Кај другите автомобили имате спортски режим, економичен режим, нормален режим, комфорен режим, приспособлив режим. Тука имате 8 степени на избор на спортски режим. И навистина е упатува на тоа тежнење, на желбата на кинезите, на стремежот нивни да ти дадат повеќе. И тоа што исто така го забележуваме дека ги задржува и
не дозволува моторот да падне, нивото на вртежи да падне под 1500, го задржува нивото на вртежи. Тоа е во најдобрата вештина на рели возачите кои што порано возеа со врз гасота со петица врз сопирачки, само за да го одржат нивото на вртежи во свиок, и тоа денес го прави. Значи, ви го внесува, ви го посредува тоа чувство на рели возач. Додека нарамно има корист од таа помош, од асистенција, не би ја рекол вештачка интелигенција, меѓутоа алгоритам некој кој што е направен за да ви посредува поголемо уживање во возењето и по-динамично чувство. На гурнина тоа не е толку природно, значи сепак не е се моќно. Веројатно на тој начин имале идеја да компензират, односно да го заменат менувањето, рачното менување на степените преку местењето на спортскиот карактер на и второто отчитување на вредностите. 8,3 просечна потрошувачка на втората делница, од Страцин до Пробиштип. Просечна брзина 57 на час, 33 км сум поминал. Очекував повеќе. Тоа е далеку од највисока вредност на ова делница. Не бара повеќе од колку што треба, за тоа што овој мотор може да го сработи во поглед на динамиката. Така би било најкусо. И време е за вклучување во економична програма. Dongfeng неодамна објави вест за овој мотор, односно за варијанта негова, која што е развиена за вградување во возила со хибриден погон. Веста се однесуваше на тоа дека постигнал степен на ефикасност од преку 48%. Тоа значи дека го согорува горивото поефикасно од друг мотор. Да претпоставиме дека во овој Mage има некој друг мотор и со тој мотор би поминале 100 км со брзина од 100 км на час, карикирам, со потрошувачка од 10 литри гориво, истиот пат, со истата брзина, во истиот овој Mage, со овој мотор, ќе се помине со 9 литри гориво. Грубо кажано, карикирам. И тоа е ефикасност. Третата контролна точка, тука сум кај Велес, да видиме што ќе каже. Просечна потрошувачка 6,0. Може би да е за нијанса повисока во споредба со Mage, меѓутоа силуетата е висока, ова е SUV со сите нишани и поширока е каросеријата. Тоа го зголемува отпорот на воздух, меѓутоа не премногу секако. Аеродинамичност има каросеријата. Mage тука би постигнал и вредност со петка пред запирката, но кој уште и би забележал за овие 6 литри просек. А од друга страна и Хјуџов има таков карактер што постојано ве поттикнува да се впуштите во игра, да подзабрзате, да подзабавите, да искористите некој свиок, побрзо да го поминете, да го вратиме Хјуџ во форма. Едно убаво забрзување. И сака вртеж. Има многу страничен ветер денес, секаде, така што веројатно и ќе се слуша тоа на снимката. Значи моторот толку е расположен за вртежи што ви е жал кога ќе префрли во повисок степен. Би сакале до 6 да заврти. И тоа е ретко кај турбомотори, тука има малку стремешно, страничен ветер, силен има навистина. Тука сум со 130, во 6-тиот степен искачува со малку под 3000 вртежи.
како ќе биде со меѓузабрзувањето. Брзински до 80 за почеток. Да, нема, ниту на момент не се колеба, континуирано влече, ова сепак е на гордина, ова е на кула на гордината. И не ме разочара ни тука оваа Huge. 9,1 просечна потрошувачка, 91 просечна брзина на делницата по автопат што е долга 23 км. Браво за Eolus и браво за Huge, големиот брат на Mage. И ако разликата во надворешноста меѓу Mage и Huge е цел свет, во внатрешноста се два цели света разлика. Додека Mage е повеќе младички, едноставен, ненападен, стилски со некои бои, тука веќе плени средината. Се е обложено меко, тоа е неоспорно, до тука. Се отстапува од обична пластика. Тука секако дека има меко обложување со некој полиуретан, штепувано, јамозвучник средишен. Во Dongfeng не сакаат, очигледно не сакаат остри форми и веројатно паничат кога ќе видат како тоа останатите производители го нагласуваат со остри рабови, овие се раководат според меки форми, сакаат меки течни форми, природни форми. Нема еден остар агол. Кинезите знаат како да направат средина во која што човек ќе се чувствува пријатно. Тоа го зборував уште во тестот на Forting. Два дисплеи под заеднички панел, кој што очигледно нема остри рабови, пристојно изработено, мала можеби има тука отстапка, ајде сега да не претеруваме. Дисплеите се подобрени, значи прикажувањето во дисплеите е далеку подобрено во споредба со првите генерации, кои што беа само големи, меѓутоа има едноставен приказ, едноставна содржина. Тука има друга содржина. Се навистина е изработено мощно и пристојно. И овој материјал долу, значи пак не е ефтина пластика, не е тоа најефтината пластика, да, е цврста пластика, меѓутоа не е груба. Чувството е пријатно, како во кожурец. Сакаат да пренесат, сакаат да создадат таков впечаток како да седите во кожурец. Се вовлекува оваа линија и кружи околу целиот кокпит. Тоа истото го имаше и во Mage. Да, меко обложен волан, да, воланот има правилна форма, малечок е, компактен волан, убаво со правилно изведени задебелување тука, зарамне долу и овие прекинувачи исто се различни, се мора да се разликува. Покрај тоа што формите во кокпитот се различни од стандардите, бегаат од стандарди овие Dongfeng. Се разликуваат и прекинувачите. Секогаш сакаат да внесат нешто плюс. Сега некојаш ќе се случи забуна кога ќе тргнете да посегнувате по старт и ќе видите дека сте го притиснале, односно сте посегнале по погрешното копче. Меѓутоа се навикнува човек, не е тоа да им забележи нешто. Важен прекинувач секако е и овој тука. Drive Mode се избираат тука. Спортски, еко и интелигентен режим се избираат. Тука е безжичен полнаш за телефон, по него има преграда за шиша, затворена со лизгач. Длабока, множна длабока преграда под подпирачот за лакти. Рачка наменувач во стил на Ауди, електрична паркинна шопирачка, аутохолд. Се случува некои концерни да го немаат аутохолдот, тука го има. Многу корисна работа. И следната посебност на внатрешноста е ширината. Па верувам дека има 5 см повеќе простор во ширина во споредба со други модели од оваа класа. Зборуваме за средна класа, несомнено модел од средна класа. Едноставно тоа што ќе го почувствувате во кокпитот ви се допаѓа. Не е работата дали биле поголеми дисплеите од други или слично, туку во пријатното чувство. Значи имате просторност, имате убаво изработени материјали, квалитетни материјали, пријатни на допир, тоа што не се гледа е сокриено долу. До тука многу внимание се посветува и на вратите се вдлабени, значи просторот е
не е искористен просторот за да вештачки да произведе чувство дека ве заштитува автомобилот, туку е искористен и тој простор само за да се нагласи ширината. Секако и сончевиот покрив учествува во голема мерка во создавањето на тоа пријатно чувство во кокпитот. Ете ја и ноќната слика. Амбиенталното осветлување прави постојано некои драми, постојано изведува некои ефекти, постојано се менува бојата и не ви треба повеќе од ова амбиентално осветлување за да свети секаде, како новогодишна елка или како кич. Ги бива со боите овие во Dongfeng. До сега главното внимание, главната заслуга ја имаше моторот и менувачот. Сега да видиме што ќе каже подвозјето, следи динамичната рута. Немам команди за рачно менување на степените, тоа би рекол дека е препорачливо да го поседува автомобил, сега тука е подзамрзна за малку, може да без менување. И пак ќе потврдам, одличен баланс. Кога излизгува, значи кога почнува да лизга, секако ова е далеко. Такви услови, тука е ошајно, малку внимателно овие услови, кога веќе наближува до границата на стабилноста, почнува да пролизгува, односно го навестува тоа, почетува да пролизгува рамномерно. И задржува степените, да видиме колку е балансирано. Да, рамномерно пролизгува, нема изразено подуправување и тоа ми се допаѓа. Кинеските производители секогаш беа инфериорни, заостануваа во поглед на возните својства и во поглед на уживањето во возење. Сега, тоа е на пат и таа предрасуда, односно тоа правило дека кинеските автомобили не возат толку динамично и не посредуваат толку забава, уживање во возењето, и тоа веќе е надминато. Изработката беше прва, слабата изработка, тоа беше првата негативна, првиот напад. Понатаму дизајнот, па моторите, па застарена техника. Последното што остана се возните својства. По ова, навистина, можам да потврдам, барем што се однесува до Dongfeng и до Еолус, навистина можам да потврдам дека и во поглед на возната динамика ги достигнаа европејците како нивен ресор. Во поглед на изработката, да, овие големи површини оставаат впечаток. Може би тука има некои 2 мм одстапување во оваа линија, во овој лак, тука што се составува. Може би има некој одстапување и тука може би има во упасувањето, во вметнувањето на дисплејот и на оваа површина на овој панел назад, може би има некој милиметар одстапување, меѓутоа не звучи тоа никаква, не крцка, не почувствува дека нешто крцка. Сепак мора да се има предвид дека Еолус е марка која што е најдобар сооднос меѓу цената и меѓу понудената. Значи, очекувани се такви одстапки, значи во завршната изработка, затоа што има и други марки, Fortink, например, придава значење многу повеќе на завршната изработка, иако и ова пак е над тоа што би го очекувале од производител од Кина, и повеќе би рекол и од просекот кој што го
нудат автомобили од оваа класа од традиционалните производители. Изработката е примерна, ракувањето со прекинувачите е сосем вред, значи нема несигурност дека сте вклучили или исклучиле. Ова можеби би требало да биде малку подсврсто. Значи овие ламели за нагодување на правецот на дување изгледаат како да се метал, меѓутоа тоа е елоксирано и да, само е метализирано, меѓутоа не значи дека е кршливо. Тоа го забележувам. Инаку се друго е изработено примерно со добри толеранции. И тоа што исто така ќе ви се допадне, се вратите. Не може да ви се случи да влезете во модел на Dongfeng, а да не ве убеди, да не ви посака добре дојде уште од вратите. Значи, нема обична пластика тврда како што би имале кај традиционалните производители, туку имате многу убедливо пречекување со овие големи панели. Ова е некоја метализирана површина, меѓутоа убаво, обемно, широкоградо понудено. Амортизацијата реагира меко. Не реагира круто, не реагира премногу, меко, точно нагодена на средина. Ми се допаѓа. Чувството во возење е тоа кое што ве уверува во овој Eolus Huge. Каросеријата е малку поголема во споредба со Mage. Се работи за 5 см и тоа се главно во меѓуоскеното растојание. Тука чинам дека е 2,825 мм. Тоа се околу 50 мм повеќе во споредба со Mage. И човек би рекол дека нема голема разлика. Меѓутоа, внатре, уредувањето и чувството во возење се сосем по-зрели, по-возрастни. Таму имате нагласок на динамика, ви се допаѓа едноставно динамичното возење. Тука да, сакате динамика, меѓутоа сакате залетот. И тука се чувствува тој мек карактер, патувачки карактер. Тука сите звуци, ова е совршено рамен пат, мазен пат. И тука се втопуваат сите звуци едно во друго. Нема какофонија звуците од ветрот една фреквенција, подвозјата друга фреквенција, моторот 16-та фреквенција, туку сите тие фреквенции работено е, тоа сакам да кажам. Значи, работено е на тоа да се постигне ваков звук, со изолации, со тестирања, па проверка како влијае, што влијае. Меѓу другото, Eolus, напредокот што го постигнува Eolus, еве, од Shine, предходно, Shine е сосем друга класа, меѓутоа се гледа напредок кај марка, кај некоја технологија и напредокот кој што доаѓа сега кај Mage и Huge, сестрата Mage и братов Huge, меѓу другото произлегува и од искуствата на Eolus во мотоспортот. Eolus е марка со која што Dongfeng како концерн си ги мери силите со останатите кинески производители во еден вид на односно тоа е CTCC, кинески шампионат со туристички возила. Значи, има британски, BTSS, познавачите ќе се сетат што значи, истото тоа го имаат и кинезите. И таму многу од искуствата, од сознанието, од тестирањата, многу од искуствата кои што ги има стекнато таму Eolus, доаѓаат во овие автомобили. И веднаш само што скршнав тука од Крупиште кон Штип на овие попрешни преоди, се чувствува дека реагира стегнато под возјето. Не круто, не премеко, стегнато. И тоа што сега можам да го забележам пред тој дел кој што е најлош, има добра изолација. Има други автомобили кои што исто така реагираат меко тука, значи добро ги придушуваат неравнилите, меѓутоа продира звукот. Тука нема никаков звук. И тоа меѓу другото укажува и на цврстата каросериска структура. Покрај тоа што е важно заради безбедноста, е важно и за потиснувањето на тие звуци. И еве го тој дел.
тука многумина запираат, еве го. Многумина подзабавуваат, бегаат лево, десно, да избегнат од овие пропаднат пат. И тука ме интересираше што меко, навистина меко, ние немаме збор гибко, еластично. Реагира, меѓутоа нема суви звуци. Нема тапи звуци. Дури ги нема ни оние реакции кои што се јавуваат кај меко амортизирани автомобили или автомобили со пропаднати амортизери, каде што на вакви нерамнини, по-груби нерамнини, набран асфалт практично, се случува опашот да почне да осцилира, да скока. И тоа е секако опасно. Ако имате свиок, тука не. Значи, добро изинженериран автомобил, добро проектиран, добро конструиран автомобил и тестиран очигледно. Кинеските производители не изработуваат соопштенија за печат и пресматеријали на 150 страници за да кажат дека тестирале, поминале милион километри, како што тоа го практикуваат европските производители. Меѓутоа е очигледно дека зад ова што сега го гледам во Хјудж, очигледно е дека има многу работа, развој, усовршување, тестирање. Веројатно еден ден ќе научат кинезите да составуваат, кои што ќе ја развијат вештината да си ги фалат самите своите производи. Кај Dongfeng сите автомобили се однесуваат примерно на автопат. Значи, ако и се покажало некогаш кај некој модел или некоја марка на Dongfeng, ако имало пропусти во поглед на возните својства, динамичност и слично, на автопат секогаш се докажувале. Значи, веројатно се внимаваат, повеќе се внимаваат на тоа. Секако, сето тоа што го зборуваат и најавуваат европските производители за системи за асистенција, развој, надградување на технологијата во насока на автономно возење, сето тоа го нуди и оваа машина. А уште една причина што е толку тивко е што ги имаме исклучено сите системи за асистенција. Има милион системи за асистенција. Предупредување за возило во мртов агол, ме гледа камерава ако свртам глава, например, подолго на страна е сега. Исклучено. И тоа не е добро што е исклучено. Сега мене ќе ми треба повеќе време додека најдам каде е точно исклучувањето, затоа што системите за асистенција се со кратенка само напишани. ЛЦВ, РЦТА, ЛКА, добро, тоа е Lane Keeping Assistant. ФВА, Forward Warning Assistant. Па понатаму има АЕБ, СА, и јас сега ако гледам тоа ќе заборавам дека треба да се престројам. Меѓутоа си учи човек, ајде, но тоа ми да се исклучува. Најдобре е да измислат производителите едно копче вака и се да исклучуват системи за асистенција. И следи лента самостојно го. Значи, доволно е само вака, намерно го држам воланот за да укажам на тоа дека не вртам јас. Се ми јавува. Пешачки премин во град. Внимание, одрон може да има тука, карпи. Се прикажува на инструментите. Не е премногу нападно со жолта боја, значи не може да не го забележите затоа што жолта боја обично значи внимавај. И многу е напреднато во тие системи за асистенција. Може да се вчитува нов софтвер, значи платформата цела дозволува и вчитување на нов софтвер по пат на облак. Значи податочен облак. Кога производителот ќе има нов софтвер, апдейт на софтверот, меѓу првите работи кои што ќе ги забележите е тоа што на прекинувачите, на овие кругови на воланот, нема испис. Не е напишана функцијата нивна. И сега на почеток ќе си помислите чекај што е работа. Меѓутоа, функцијата нивна се прикажува во инструментите. И тоа е многу подобро отколку да го спуштате погледот, значи многу по-блиску ви е во видното поле функцијата на прекинувачите и да знаете што сте вклучиле. Например, еве, тука сега знам дека ако притиснам овде лево, дека го вклучувам пилотот. А што значи тоа? Тоа значи дека
ми е вклучен систем за асистенција за возење по автопат. Значи, тоа се вклучува еден, јас го нарекувам полуавтопилот, односно тоа е систем за автономно возење од ниво 3, од левел 3 според САЕ, и тоа се трет степен на напредување, на напреднатост на системите за автономно возење. Тоа значи дека следи лента, забавува кога пред мене имам побавно возило, забрзува кога возилото ќе се тргне, можеби треба да се исклучи од патот, самостојно ќе се ја врати брзината, и дополнително има и можност за самостојно да изведе пристигнување. Секако на автопат го врши тоа, меѓутоа ми прикажува кога има услови за да го направи, за да изврши самостојно пристигнување, ми го прикажува тоа на таблата, и секако за тоа ги користи сите камери, радари, сензори, ултразвучни, кој знае што се има. Единствено што имам забелешка е тоа што премногу забавува, значи премногу е песимистички настроен интелигентниот темпомат. Значи кога ќе нагодам брзина одредена, например, и сега кога има свиоци, забавуваат. Интелигентните темпомати забавуваат во свиокот, не се тапи како поранешните темпомати кои што со 120 ќе ве впуштат во свиок, остар. Тука забавува, меѓутоа забавува малку повеќе. И додека возам релаксирано кон Велес со сите системи за асистенција вклучени, забележувам колку сме во Европа подложни на почитување на стандарди. Кај прекинувачиве, например, на воланот, е сосем различна приказна. Во Европа еден ќе направи нешто, сите ќе го испофалат дека сменил, и потоа сите ќе го повторуваат со мали отстапки, меѓутоа пак во рамките на стандардите. Овие се дозволија да сменат тотално се, поштувајќи од тоа што нема никаков испис. Прекрасно, патем, бојва. Најубава Македонија. И овие си дозволија преоѓање преку пруга, да направат една таква отстапка што дури испис немаат на копчињава, туку префрлене на дисплејот. И меѓу другото и распоредот на командите е нешто сосем различно, а пак е подобро. Повеќе ми се допаѓа ова решение отколку стандардите на кои што се заглавени сите останати производители. Единствено што можам да забележам за системите за асистенција е тоа што нема една команда за да може да ја прифати брзината која што ја прочитала камерата за брзинското ограничување.